Некако сите го чекавме 1 марта за да видиме што ќе се случи. Цените на производите, оние што беа на таа листа, се одмрзна, но стапи на сила нова мерка со ограничени маржи. Бевме сведоци деновиве на вистина дека дел од производите ги немаше во продажба, па еве владата вели дека практично маркетите манипулирале малку со производите во однос на овој ценовен бранш што се очекува. Како и да е, поскапување сепак има, можеби не во таа мера колку што се очекуваше, но денеска сме сведоци дека имаме корекции на цените кај лебот, цените на јајцата, на дел од основните прехранбени производи. Од тука ве прашувам, кои се вашите последни проценки, анализи, прогнози за тоа како ќе се движат овие ценовни текови во некое блиско време, еве во овие следни месецов? Добро, Централната банка 2 пати годишно прави макроекономски проекции. Со последните макроекономски проекции ние очекувавме дека во втората половина од оваа година ќе дојде до постепено стабилизирање на инфлацијата. Секако при нашите проекции во октомври ги немавме во предвид последните случувања на кои што сме сведоци за жал, кои што тековно се случуваат, а секако имајќи предвид улогата која што Украина и Русија ја имаат на светските берзи, на примарните производи, на цените на примарните производи, упатува на нагорни ризици околу нашата проекција. Генерално, како што знаете, ние сме мала отворена економија, во која што всушност ценовните движења во мера зависат од глобалните пазари. При правењето на нашата проекција во октомври, согласно со проекциите на Меѓународниот монетарен фонд, се очекуваше постепено забавување, особено на цените на примарните производи, кои изминатата година забележаат двоцифрени стапки на раст, и тоа особено во втората половина од годината. Какви ќе бидат натамошните движења на цените на примарните производи, кои што ќе имаат клучно влијание всушност на инфлацијските движења во нашата економија, со оглед на тоа што половина од потрошувачката кошница од прилика од паѓа на храната и на енергијата, пред се ќе зависи од состојбите, интензитетот на кризата, дали ќе има натамошна ескалација, смирување интензитетот и се разбира санкциите кои што ќе еволуираат. Голема е неизвестноста и во ваква ситуација навистина е неблагодарно да се прават проекции. Последните проекции кои што се направени за македонската економија во делот на инфлацијата се проекциите на Меѓународниот монетарен фонд, кои што се објавени некаде на средината на овој месец, со кои што предвидуваат инфлација од 4,2% просечно годишно, меѓутоа сепак мислам дека во целост не беа земени во предвид последните случувања. Ние како Централна банка на редовна основа ги следиме инфлацијските движења и нормално ќе ги прилагодиме и нашите проекции во таа насока. Да, гувернерке, ве молам, веќе напоменувате дека можеби во прашање ќе се доведат сегашните проекции, иако и оваа стапка не е нешто значајно висока, иако сме навикнати на некој можеби просек годишен од 3% инфлација, состојбите се менуваат од час во час. Колку врз инфлаторниот притисок домашен може влијание да имаат можеби веќе високите цени на нафтените деривати? Вакви цени не сме имале во изминатата деценија, би можела да констатирам, последните 5, 6, 7, 10 години. Се зборува, знаеме дека Украина е еден од најголемите производители на житарици. Веќе е тоа војно поле, без да знаеме каква ќе биде разврската. Па од тука можеби ќе се доведе во прашање и редовното снабдување и понудата на житарици на пазарот, што може повторно да ја зголеми цената. Колку сите овие ризици веќе ги анализирате, ги калкулирате во некоја нова проекција? Значи, ние постојано ги анализираме сите случувања. Тоа што вие го посочивте е всушност очекувана реакција на финансиските пазари, која што се случува при секоја кризна епизода без исклучок. Секогаш кога има кризни состојби на меѓународните финансиски пазари се забележува пораст на авирзијата кон ризик и насочување нормално кон побезбедни инструменти. Во тоа насока, во конкретниот случај, тоа што е специфично е улогата која што имаат и и Украина на меѓународните пазари, што влијае
нагорна насока кон цените на енергенсите и на храната. Меѓутоа, потребно е навистина да видиме што ќе се случува во натамошниот период, да не избрзуваме со проекции, затоа што променливоста е огромна. Впрочем, ако се следат финансиските пазари, има големи промени од ден во ден. Со отпочнувањето на воениот конфликт, всушност имаше значајни нагорни корекции и на енергенсите и на храната, меѓутоа понатаму се забележа одредена корекција и надолна стабилизација. Генерално голема променливост од ден во ден и многу е тешко во вакви ситуации да се извлечат вистински заклучоци во која насока ќе бидат ценовните промени. Но тука сме како Централна банка, располагаме со соодветен инструментариум кој што секако нема да се двумиме да го ставиме во функција на задржување на ценовната стабилност. Одлука во моментов на Народната банка за преземање на одредени монетарни потези, мерки нема се уште. Значи, монетарната политика, ние како Централна банка ја преиспитуваме секој месец без исклучок, минимум еднаш во месецот. Преиспитувањето се прави врз основа на сите најнови информации со кои што располагаме како Централна банка. До сега, поставеноста на монетарната политика е задржана непроменета од причина што инфлаторните нагорни поместувања кои што се присутни, се разбира не само кај нас, бидејќи инфлацијата не е локален проблем. Инфлацијата е глобален проблем кој што е движен во основа од глобални фактори, а не доминантно од домашни фактори. Во таква насока, во овој контекст, монетарната политика не беше променета, особено имајќи предвид дека на растот и натаму му е потребна соодветна поддршка, односно соодветни финансиски услови за негово натамошно закрепнување. Но, како што кажав, ние постојано ја преиспитуваме монетарната политика, на месечна основа ги согледуваме најновите податоци, правиме проценки кои се импликациите од тие најнови податоци врз состојбите, ризиците врз инфлацијата, но и по-генерално врз други пунктови во нашата економија и ќе носиме соодветни монетарни одлуки. Гувернерке, ве молам уште две прашања. Имам околу денар од стабилноста и нашата изложеност во однос на Украина и на Русија. Имавте вие констатација деновиве од Народната банка, заседаваа вашите работни тела. Констатирано е дека директно не сме изложени, но индиректно секако, особено што цела Европа сега стокме еден пакет на санкции кои се однесуваат на Русија, па дури кои се однесуваат на финансиски пазари, се однесуваат на банкарскиот сектор. Кон тие санкции се приклучивме и ние, иако не сме членка на Европската унија. Кои се клучните ризици што можеме да ги позиционираме за Македонија како дел од европското семејство поради ова криза во Украина? Во неколку наврати како Централна банка јасно посочивме на малата трговска, но не само трговска, туку и финансиска интегрираност од двете економии, руската и украинската економија. Во делот на трговските тикови, вкупната трговска размена учествува со само 2% во вкупната трговска размена, а кај финансиските тикови уште е помало. Финансиските обврски и финансиските побарувања кон овие две земји се помалку од 1% од вкупните финансиски средства и обврски. Поаѓајќи од овој контекст, јасно е дека ние не би имале позначајни директни врски, вклучително и преку санкциите кои што тековно се изрекуваат. Поконкретно, санкциите кои што се однесуваат на дел од руските банки, односно нивното исклучување од SWIFT-от, кое што за гледачите да појасниме, тоа всушност представува една меѓународна платформа која што служи за ефикасно, сигурно и брзо извршување на меѓународните плаќања. Во основа не очекуваме позначителни ефекти. Причини има неколку зашто не очекуваме и од овие санкции. Прво затоа што во нашиот банкарски систем нема странски директни инвестиции од руската или од украинската економија. Вкупните странски инвестиции од овие две економии учествуваат само 0,5%, но не се присутни во сферата на банкарскиот систем.
Ова во овие околности е предност на нашиот банкарски систем за разлика од други економии во нашето суседство, каде сме сведоци на присуство на руски банки кои што се соочуваат со одредени потешкоти заради новонастанатата состојба. Понатаму, исто така, она што е важно да се потенцира во делот на платниот промет, што значи ова исклучување од SWIFT-от, а во основа не се исклучени сите руски банки од SWIFT-от, а исто така, паралелно со SWIFT-от постојат и други алтернативни платформи кои што може да се користат за извршување на плаќања. Оттаму би потенцирала дека не гледаме ризици воопшто за нашиот банкарски систем, па и по-генерално за финансискиот систем со оглед на минималните или непостоечки врски со финансиските системи и економиите на Русија и Украина. Да, секако и моето последно прашање, гувернерке, веројатно тоа ги интересира и нашите граѓани, дали се забележани поместувања на девизниот пазар во менувачниците кај нас, стабилноста на курсот на денарот? Во однос на ова прашање, мислам дека не треба да постои никаква дилема дека девизниот курс на денарот е стабилен и ќе остане стабилен. Впрочем, повеќе во изминатите повеќе од 2 децении Централната банка успешно ја одржува стабилноста на девизниот курс, што впрочем говори и за нејзиниот капацитет и за нејзиниот инструментариум кој што го има на располагање во функција на одржување на стабилноста. Секако ова не е мислење само на Централната банка, во оваа насока говорат и меѓународните финансиски институции. Тука по-конкретно би посочила на последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд, во кој што јасно кажува дека оваа монетарна стратегија на стабилен девизен курс на денарот е соодветна стратегија во линија со фундаментите на македонската економија и дека Централната банка има доволен капацитет и доволен инструментариум да го одбрани курсот. Ова потврда за стабилноста на курсот се секако девизните резерви, кои што се клучната алатка при ваков тип на монетарна стратегија, кои што според последно расположливите податоци изнесуваат некаде околу 3,4 милиарди евра, што за споредба значи двојно повисоко ниво во однос на 2008-та, периодот на глобалната финансиска криза, а исто така она што е поразлично од тој период дека сега Централната банка има пристапи до посебна реполинија или поинаку кажано девизна ликвидност од страна на Европската Централна банка. Резимирано, ако ние со двојно пониско ниво на девизни резерви сме успеале успешно да се справиме со глобалната економска криза, не гледам воопшто никаква причина за грижа за капацитетот на Централната банка и за нејзиниот инструментариум за успешно одржување на стабилноста на курсот. Уште еднаш резимирано, курсот е стабилен, ќе остане стабилен, а потврда за тоа е високото ниво на девизни резерви и инструментариумот кој што Централната банка нема да се двоми да го искористи доколку има потреба од тоа. Анита Ангеловска-Вежовска, гувернер на Народната банка, ви благодарам за вклучувањето во дневникот на телевизија 24.